80 години Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Почитувани слушатели, за улогата при донесот и промените на радиото во македонското општество во панел дискусијата што следува. За пошироката перспектива, за менувањето на радиото низ историјата, за нашата сегашност и иднината, со вработените во Македонското радио Радио Скопје од нашето студио. Од нас, за вас. Со мене, Наташа Андреевска, како ваш медијатор, се и колегите Снежана Димовска од информативната програма, Тони Цифровски од културната програма, Часлав Митрички, спикер во Македонското радио, Добри Крстевски, техника во Македонското радио и Билјана Николовска од музичката програма. Добар ден и добро ми дојдовте. Добар ден. Добар ден. Да сте ми живи и здрави. Годинава славиме 80 години. Тоа е еден наш убав јубилеј. Каква улога одигра Радио Скопје во формирањето на медиумската сцена и во културниот идентитет на Македонија низ изминатите години? Ке започнеме со Жане. Најпрво благодарност до Наташа да организира, односно да спроведе една ваква иницијатива, да зборуваме сами за себе, бидејќи дефинитивно само тука сме свој на своето. Она што е сега предизив, што би рекла на самиот почеток од оваа дебатна емисија, дека оваа генерација на новинари да зборува за 8 децении постоење на Македонско радио не е само голем предизвик, туку и обврска и одговорност да се продолжи оној историски почеток на радиото. Имено од 44 година, кога Владо Малески Тале за прв пат во етерот на чист македонски јазик изговори зборува Радио Скопје, најавувајќи го директниот пренос од одржувањето на второто заседание на АСНОМ, а потоа и обраќањето на Методија Антонов Ченто, е историски чин. Со самото ова и Македонското радио, односно тогашно Радио Скопје, влезе во историјата на тогаш слободна Македонија. Така е. Македонското радио се градеше и организацијски, и институцијски, и технички, и кадровски, и духовно би рекла, и растеше со македонската држава. И затоа слободно можеме да кажеме дека ние сме врсници со македонската држава и едни без други не можеме. Што значи дека кога ќе зборуваме понатаму за тоа каде се гледаме како Македонско радио, јас верувам дека се дека постои македонската држава, ќе постои Македонското радио. Тоа историско зборува Радио Скопје, на кое што не подсети со пиетет. Зборува за еден континуитет, зборува за радиото како носител на македонскиот национален идентитет ни сите овие години, носење на културниот идентитет, видејќи сето она што го одбележа не само општественото, туку најшироко живење на овие простори било и е дел од она што се случува на програмите на Македонското радио, каде што се е забележано, каде што звучните записи зборуваат за една исклучително богата историја, култура, уметност, живење, начин на размислување, некогаш различно од претходното, некогаш поинакво од следното, меѓутоа секогаш тука за тие различни мислења да го дадат она што треба да значи одбележје на една нација, на еден народ, рефлектирано низ содржините што во радиоетерот сите 8 децении, а ние што сме овде и безмалку 4 децении како дел од тој континуитет, на вистински начин се надевам и на задоволство на публиката успеваме да ги споделиме со нив. 80 години со вас. Среќен роден ден, Македонско радио. Низ годините оди радиото, одиме ние со него. И сега доаѓаме до прашањето како Македонското радио с Радио Скопје се справува со промените и конкуренцијата од дигиталните медиуми. Кои нови технологии се потребни за да се допре до помладата публика? Затоа е тука Добри Крстевски, повелете. Македонското радио од далечната, да речеме, од овој аспект, 2001 почна со дигитализација. Крупни чекори во 2001 за Македонското радио, меѓутоа имаме уназадување после тоа и стоење, да кажеме, застанување во место, да, остоење во место и така да сега очекуваме, значи со новите технологии, ако би се вовеле, би имале голем крупен чекор напред, меѓутоа во овој момент стоиме на едни технологии што се, да речеме, премногу стари. Да кажеме со такви зборови, заради тоа што, ќе ви кажам, ние славиме 80 години, меѓутоа нашата главна режија слави 50 години. Значи, таа е формирана, монтирана во нерези
во далечната 1974 година. Во 86 година, кога се преместува радиото во новиве простории, е премонтирана и се уште работи. Работи заради тоа што е одржавана во континуитет и имало луѓе што ја одржавале, сега, за жал, и тоа е знак на прашање. Сега, за првиот програмски сервис, можам за да ви радио кажам Скопје. дека аналогната миксета, од кој што сега се емитува првиот програмски сервис, се стара 30 години. 30 години. И сите и миксетата кај што оди Радио Македонија и новинарско каде што се ги монтирате превозите. Значи, тие миксери се стари 30 години. Сега може да замислите А зашто добро, зборувам. затоа славиме 80 години, нели? Да, ако собереме 50 и 30, да, тука сме негде добиваме 80. Да. Нешто имаме понови миксери во вториот и во третиот сервис. Тие понови се 2007 и 2010 година, мислам, ако тоа нешто значи. Имаме и се- конкуренција. Видете сега, не ги знам приватните радиостаници со какви технологии се располагаат, меѓутоа се сигурно многу понапред од нас во тој дел, меѓутоа во оној аспект на мрежни технологии кај што одиме дигитално со дигитализација на аудио материјалите, тука сме сепак имаме сервер кај што складираме музика, кај што складираме радиодрами и други содржини, што веќе имаме архивирано некој процент од тоа. Имаме софтвер кај што ни ја поддржува програмата далет, така во тој аспект сме во некој чекор, меѓутоа сега со новите технологии би требале да отиме далеку понапред. Овдека може да се каже надежта последна умира, нели? Да. Сега да ви кажам само ќе дојдеме најверојатно и до аспект за човечките ресурси во радиото. Тоа ќе биде понатамошна тема, па тоа ќе се освориме и на тој аспект. Секако мислам дека ние сме единствено како Македонско радио Радио Скопје кој има своји спикери кои ги презентираат вестите на најубав може начин, затоа со нас е и Часлав Митрички. Часлав, повелете како беше низ годините, како е денеска вие сте одамна во радиото? Прво да кажам дека е задоволство да се биде во ова друштво. Не сум ни помислувал дека ќе можам да зборувам еден ден за 80 години Македонско радио како работник во Македонско радио. Бидејќи веќе 40 години сум овде и радиото сум го доживувал како браник на се она што значи државно македонско. Така не учеа старите колеги, дали спикери, дали новинари. Тој браник се уште е потребен и во иднина ќе биде потребен. Имаше од кого да се учи едно време. Имаше и од кого да се учи. Јас верувам дека и сега има од кого да се учи, но за жал нема и кого да учиме. Тоа е нашата реалност. Но и покрај тоа успеваме да ги штитиме интересите на државата. Кога зборува Македонското радио, јас велам зборува Македонија, зборува државата. На времето ни укажуваа дека амблемите на државата, тоа се грбот, знамето, химната, со текот на годините самиот си додадов дека на тие важни елементи е Македонското радио. Затоа што мора некој тоа да го пласира, мора некој тоа да го пренесува, но тоа го пренесува и преку јазикот. Не само преку настаните, не само преку значајните случувања, кои што се историски важни за Македонија, како што пред малку беше спомнато заседанието од Асном до ден денес. Но велиме, за една држава треба простор, треба граници, треба народ и треба јазик. Значи, таа држава да постои, мора да има обединувачко ткиво, а тоа обединувачко ткиво е токму јазикот, а тоа е стандардниот литературниот јазик, македонскиот наш јазик. Тоа го имаат сите како потреба, сите држави и сите народи. Секоја држава има свој стандарден литературен јазик кој што е врзувачко ткиво за сите луѓе, за сите групации, затоа што и во една Германија, и во една Франција има милион дијалекти кои што имаат еден централен јазик, кој што ги врзува со еден стандарден. Чувањето и градењето на јазикот
е првата и основна функција на македонското радио и ние како спикери, извршувајќи таа работна задача, се надевам успешно, заедно со сите останати колеги новинари, дали од музичката редакција, дали од информативната, од културната, од образовната, се уште успеваме да се бориме со сите оние кои што се, морам да ги наречам, негатори и на јазикот и на нашиот народ и на нашата држава, но ако зборуваме за 80 години македонско радио, мора да напоменеме дека ние имаме 80 години македонска држава. Тогаш морам да поставам и едно равенство во времето, дека колку што е нашата држава, толку и нашето македонско радио. Македонија и македонско радио во едно. Во едно. И задоволство е да се зборува за 80 години македонско радио, затоа што зборуваме за 80 години македонска држава. Точно така. 80 години македонско радио. Ти си песна што ќе трае. 80 години македонско радио. Само ти крај мене нема друг. Македонско радио. Само ти. Билјана Николовска е тука со нас, се грижи за музичкиот дел на програмата на Македонското радио, Радио Скопје, и би било убаво да чуеме како одиме на ова поле низ годините. Помина 80 години. Да, благодарам на на многу вработени, денеска имаме не многу помалку, но што е тука е да проговориме. Благодарам на околу тоа. поканата, убаво е да се биде нели и вака во етер, во друштво вакво. Од нас за нас. Меѓутоа, слушајќи ве сите, јас како последна во мене сега некои емоции се родија и во мој манир да кажам што да кажам, а да не заплачам, нели? Многу сме дебатирале, многу сме анализирале, вака во неврзани разговори на тема радио, на третманот на радиото. Јас секогаш ќе кажам, вистината може би е некаде на средина, меѓутоа средината зависи од менталитетот на средината во која што живееме. Што се однесува до музичката програма, таа била многу интелигентно осмислена на времето, да има редакции, да има isпрофилирани новинари кои што ќе се грижат за програмата, била осмислена и како сервис на сите останати други програмски појаси. Значи, на комплементарна улога играла со години наназад во радиото. Еве ќе кажам еден податок. 2000 година, ако сме биле околу 15 души во музичката редакција, сега сме сведени на 20. Не ја гледам логиката во нештото и немаме коментар за тоа. Немаме коментар, да останувам без зборови, бидејќи многу зборови се потрошени на таа тема. Дали имаме јака конкуренција? Да. Знаете што, од една страна, самиот карактер на Македонското радио како државен национален сервис, пожелно е по своите содржини да се разликува сите оние со кои што би можеле сакале да се споредуваме или не. Можноста Македонското радио за мене привилегија што се уште ги чува спикерите, како единствен медиум што ги одржува спикерите, заштитата на македонскиот јазик, на програмата на Македонското радио, без оглед на исклучително високата, непопуларна возрастна граница што ја има, се чини единствен медиумски бастион за зачувување на македонскиот јазик. Се сеќавам уште како дете, тоа што спикерот ќе го кажеше на Македонското радио беше вистината, беше државниот став, беше официјалното соопштение. 80 години со вас. Македонско радио. Напливот и трката да се личи на некој приватен медиум значи обезличување на карактерот на државниот медиум, на тој што треба да ја донесе официјалноста, ставот да го негува, поддржува и унапредува јазикот, но со самото тоа и обстојувањето на еден народ. Што се однесува до кадровската осипаност за која што предмалку колешката Билјана спомена, тоа е навистина момент над кој што треба сите да се замислиме. Во културната програма за илустрација постојат не само културната редакција, тука се и поширок спектар, поспецифични содржини од детска до драмска програма, програми кои што во моментов остануваат без луѓе. Значи, луѓето што своевремено плаќаа претплата, а во моментов луѓето што преку буџетот одвојуваат средства за функционирањето на македонската радиотелевизија,
треба да ги подсетиме дека тие средства ги одвојуваат за некомерцијални содржини, за содржини кои што треба да го одржат нивото на националниот медиум и да го одржат нивото на националната свест преку содржините што ги подготвува и емитува државниот, во случајов, радиодифузер. Македонско радио. Радио Скопје. Во однос на конкуренцијата, ние немаме конкуренција бидејќи сме единствен државен медиум кој што има обврска како јавен сервис да ги извршува информативната, едукативната, образовната, забавната, културната и секако видна функција. Меѓутоа, ева малку да се пофалиме историски. Јас, например, размислувајќи на оваа тема, нели 80 години, тоа се 8 децении, огромен период, Македонското радио било уникатно и исклучително во 3 настани. Тоа се, испоменавме, Асном, кога не постои ниту телевизија, кога радиото е доминантен медиум, со легендарното Зборуве радио Скопје, потоа земјотресот од 26 јули 63 година, кога единствено тоа Македонско радио, односно тогашно радио Скопје, бил единствен прозорец кон светот за известување на, за жал, таа трагедија што ни се случи, таа катастрофа, и трето 8 септември 91 година. Значи, осамостојувањето, кога Македонското радио, тогашно радио Скопје, се вклучи и организираше на централна манифестација од нашето осамостојување, по оној легендарен референдум. Тоа се историски датуми за Македонија, меѓутоа историски датуми значајни и за Македонското радио. Од тука и велам дека немаме ние пандан. Ние сме единствени и не можеме да бидеме мериторирани и мониторирани тој систем, бидејќи ние, како што реков, сме единствени. Ние сме комплетно радио, јас се надевам дека ќе бидеме комплетно радио повторно, бидејќи последниве години не личиме баш на комплетни, и дека тоа е тоа по кој што се разликуваме, меѓутоа тоа е и обврска понатаму да растеме и да го оправдаме епитетот на државен јавен сервис и на државно радио. Македонско радио. Јас би се надоврзала со прашање. Како ние пливаме во еволутивните процеси со развојот на технологијата, како радио, како модернизација во таа... Тоа беше моето наредно прашање. Јас извинувам. Дијана, одлично. Добро. Точно така. Како ние се снаоѓаме години наназад на таа тема? Мислам дека не баш многу, бидејќи тоа не зависи од нас само, тоа зависи од генералната политика која што се спроведува, нели? Тоа веројатно Добри подобро го знае, бидејќи ја води, тој ја води. Сега, во моментов, за жал, јас сум единствениот инженер во техниката на Македонското радио. Кога јас се вработив, имаше 15 инженери. Сега не знам тоа како ти ви звучи и ја кажува сликата на моменталната состојба. Научно фантастично звучи, да. Сега, футуристички за кратко време. Значи, наредната година јас заминувам во пензија и уште 4 колеги. Значи, предходно колеги што заминувале, на нивно место никој не доаѓал. Значи, ние во овој момент доаѓаме во длабока дупка без дна, што да кажам, мислам да не кажам некои тешки збори. Значи, ние веќе луѓето што треба да не заменат, мене и останатите, веќе треба да бидат примени. Луѓе што ќе треба да ја совладаат постоечкава техника и да ја применат новата технологија дигитална што треба да навлезе. А до каде сме ние со дигитализација на радиото? Се мисли на примена на новите технологии, само имаме многу малку, да не речам, процентот е занемарлив. Значи, што би значило тоа многу малку, тоа не го разбираме до крај. Да, значи многу малку значи дека ние имаме еден сервер кај што ги ставаме нашите овакви емисии, нашите аудио материјали, имаме софтвер што ради, меѓутоа воопшто постоечките можности на дигиталната технологија не се искористени. Значи, ако ние сега зборуваме за некоја дигитализација во најсовремениот облик, да речеме, кај што имаме IP технологија, тоа можете да го замислите, значи, као еден огромен автопат информационен, каде што со голем број ленти во двете насоки, каде што се движат страшно многу информации, каде што новинарите можат да искористат страшно многу технологија и таа технологија да искористат на многу начини. Вклучувајќи го, значи, дигитализацијата тука и интернет надвор, тоа да се укомпонира, новинарот има страшни можности. Значи, во овој момент, нарочито во време на ковидот, се измислија толку многу нови направи, што огромен број, да речеме, новинари од дома ја водеа програмата. Ние тоа не го направивме, пошто немаме технологија,
А тоа можевме да го направиме. Значи, ние одевме, техниката ја имаше малце во тој момент повеќе врз свој грб, да речеме, ја носеше Тоа беше програмата, пред 3-4 заради тоа што години. Тоа беше пред 3-4 години. пред Како 3-4 е денеска? Дали нешто се смени од не е тогаш? сменето, ништо не е сменето. Ова што Добри го зборуваат, ова е всушност адхок дигитализација. Да. Значи, ние немаме се уште официјално започнато дигитализација на нашиот фонотечен материјал. А тоа е најважното. Тоа е најважното. Да, Ова да. ние што го правиме, тоа е адхок, значи кој како дојде да се заштити, тоа е значи од наша добра волја, што се вика. Немаме концепт Немаме како концепт, ќе да. оди тоа, пошто во фонотеката има страшно многу минути емисија. Мислам, Имало обиди, но никако да заживеат. Тоа е. Затоа треба значи да се работи 24 часа во смени, Свесни, посебна екипа, Да, луѓе, посебни што ќе го работи екипи, само. значи продуценти, тон мајстори и така Да. натаму, што целиот тој фонотечен материјал ќе го поминат ни своите уши, ни своите раце, за да се дигитализира во формат што треба и тоа да го оставиме на следните генерации. Да, но тоа е стратегија која што раководните луѓе во куќата мора да ја започнат, мора да се изорганизира, бидејќи ако нема како што имаме Мислам дека целата држава треба Тоа е- да се тоа е заангажира. дополнително, да, меѓутоа сепак- Меѓутоа не е секогаш само раководството виновно, повеќе да се здружи сите заедно за да постигнеме нешто. Точно, треба да има и заинтересираност овдека- со државата. Така Меѓутоа, е. сепак непосредниот човек кој што ги знае и треба да ги знае состојбите, сепак се раководните луѓе во куќата и тие треба да поведат сметка за да се Значи, изреализира ова. Бидејќи без ова ние го губиме идентитетот, ние ги Точно. губиме овие суперлативи што ги збориме. Македонско радио. Можем да кажам дека се сложувам со кажаното досега за проблемите од техниката, но го надополнувам сето тоа со еден проблем на програмата, а тоа е човечкиот фактор. Во сите значи сегменти, во сите редакции недостасуваат луѓе, дури некои редакции не ни постојат на програмата. Морам да изразам огромно жалење. Неколку години наназад имавме побогата програма со повеќе емисии и ги задржувавме слушателите од најразлична возраст. Како ние се осипуваме, како наши колеги заминуваат во пензија, така бројот се намалува во редакциите или пак згаснуваат редакциите и се помалку им нудиме на слушателите. Освен неколку работи кои што се уште успеваме да ги задржиме, а тоа е да речеме информативниот дел, потоа добриот, убав говор, пристоен, култивиран говор, обраќањето кон слушателот со сета почит и Добрата музика. Добрата музика е паралелно со образовните делови, пренесувањето на културните настани, спортските настани, образовниот, но тоа е во мал дел, а без музиката, пак колегите од музичката редакција, ние не можеме, тоа ни е транспортот на нештата, не е само микрофонот транспорт. Значи, добрата мисла, убавата мисла со убаво кажан збор, пропратен со добра македонска музика, тоа е на пазарот кај нашиот слушател кој што има изострено уво, знае да рече благодарам себе си, бидејќи ние сме гости во сите домаќинства низ Македонија, па дури не само во Македонија, да ние не слушаат ни светот, не слушаат ни сите континенти, потоа не слушаат и во ние како што знаеме да си речеме Егејска Македонија, Пиринска Македонија, значи ние сме многу слушани во македонските краишта. Сметате ли Би дека требало. радиото ги одржува своите етички стандарди и новинарската објективност? Кои се главните предизвици со кои се соочуваме како вработени овде во споредба со години наназад? Рековме кадарот е на првото место. Што е другото? Технологијата. Трето? Условите за работа. Ние последниве неколку години од ковидот наваму практично се затворивме. Не излегуваат многу колегите на терен. Ги следиме информациите преку стриминзи, преку други алатки. Тоа олеснува. Преку новата технологија. Точно, тоа олеснува во некој случај. Меѓутоа, сепак контактите се одржуваат доколку новинарите бидат на самото место на настанот. Тоа е тоа што ни недостасува. Затоа е потребна и друга организација, ни е потребно возило, ни е потребен возач, кој што исто така ги немаме последниве 10 години, за жал. Значи, тоа се условите за работа, рековме, техниката веќе е добре и сите ја споменавме. Во однос на професионалноста, јас мислам дека, што се однесува до информативната програма, се обидуваме да држиме чекор и со објективноста. Не сме субјективни, секогаш информираме од повеќе страни.
Меѓутоа, она што можам да кажам дека во моментите на тешки предизвици кои што ни се случија, особено изминативе 7 години, можам да кажам дека сум горда што Македонското радио успеа да го задржи македонизмот. Преку бројни емисии, преку бројни гости кои што ги викаме, кои што говорат за Македонија и македонизмот. Значи, ние тогаш и пркосевме на тогашната власт, бидејќи сметавме дека Македонското радио треба да го каже она што сака македонецот да го слушне. А тоа е вистината за Македонија. И ние тоа мислам дека се уште се обидуваме да го правиме, колку успеваме. Не знам, меѓутоа, имајќи го предвид фидбекот што го добиваме од нашите слушатели, гледам дека се задоволни. И не оценуваат како единствен медиум кој што има храброст да говори за македонските теми, за македонските предизвици, ма колку тие тешки да биле. 80 години со вас. Македонско радио. Тука се секако и културните настани кои исто така го одбележуваат Македонското радио и кои се следат секојдневно и се пласираат пред нашата јавност. На кој начин и колку е тоа тешко? Своевремено културната програма на Македонското радио броела 30 на вработени. Колку што сме сега вкупно ние. Да. Новинари, за жал. Мокта на радиото своевремено, како единствен медиум, била и во тоа да не само ја пренесе информацијата, туку и да влијае врз градењето на ставовите. Така е. Бројноста или во случајов небројноста на вработените во секторот за култура, што се сведува на двајца, со тоа што зборува за можноста, сериозна опасност од губење на публиката. Ние немаме не 20 годишници, не 30 годишници. Ние немаме 40 годишници што работат на програмата на Македонското радио, Радио Скопје. Па како ние ќе се приближиме до проблемите, начинот на размислување, начинот на сваќање, начинот на следење на помладите генерации и ќе изградиме следна генерација слушатели. И ќе влијаеме на нивната, да не бидам погрешно сватен, писменост, бидејќи сите други медиуми се раководат по она што на интернет би значило кликови, значи по содржини на прва топка. Ние се трудевме, се обидувавме, се убедуваме се уште да треба нијанса малку поголемо предзнаење, нијанса поголемо трпение, за да може да се проследи, протолкува, анализира, разбере и размисли за сето она што оди на нашата програма, и тоа е нашиот предзнак. Фактички тоа е тоа што не издвојува од другите медиуми. Меѓутоа, без кадар, без млади луѓе кои што ќе можат да го понесат, пренесат и продолжат тој процес, ние едноставно не знам како би ги одбележали и како ќе изгледаат следните 8 децении. А мислењето за вештачката интелигенција која е се популарна, знаете што? И го зазема своето чудно место, би рекла одеднаш. Вештачката интелигенција го прави напредува. Своевремено се зборуваше дека појавата на телевизијата ќе го уништи радиото, појавата на интернетот ќе уништи телевизијата и така натаму. Неодамна непријатните и немили случувања, на пример во Босна и Херцеговина, укажаа што значи за една држава државниот радио сервис. Кога нема струја, нема ни интернет, нема пристапност кон ништо. Батериите возможуваат радио сигнал. Предупредувањето за некаква природна непогода доаѓа само преку радиобрановите во можноста да се слушне и да се информира еден народ. Да, но не треба радиото да биде само во моменти на кога се одбележуваат некои катастрофи. За жал, ние така исто и со земјотресот предничевме, бевме глас на народот бевме и тогаш. За жал не сме тоа да се случува. Радиото да се сведе само на катастрофи. Ќе помогна малку во истава констатација, со исто нешто ќе помогнам, ќе дополнам или со некои сеќавања и од денешницава. Кралот на Англија денеска кога се обраќа на нацијата, се обраќа преку радиото. Сите официјални соопштенија на американската влада оди преку американското радио, а додека другите медиуми представуваат маркетиншки дел. Тој е маркетингот. А додека вистинитоста, издржаноста на кажаниот збор оди преку нивното радио на кралот на Англија, па и американците го прифатиле тој систем, но не е само тоа кај нив, така е секаде низ светот. Само да кажам една споредба, временско, еден времеплов да кажам, кога имало повеќе мина работници, јас пред 35 години
бев спикер во Струга за Струшките вечери на поезија, за пренесување на програмите наши, да ги читам, значи, тие уметнички творби. Значи, ние не само што имавме новинари и известувачи за случувањата од Струшките вечери, ние имавме и професионалци, спикери кои што требаше на уметнички начин да го пренесат сето тоа. Значи, програмата размислуваше за секоја точка, за секој сегмент размислуваше. Не е само да кажеме таму и таму се одража тоа. Не. Едукацијата е многу позначена. Обштествените вредности се многу поголеми од нашето обично секојдневие. Ние додека се движиме по денешните наши патишта, обштествените вредности стојат, некој ги развива, дали на факултетите, дали во научната мисла, дали кај филозофите или политичарите, дали кај спортистите, кај сите обштествените вредности одат напред. Ние како радио тоа треба да го следиме и да го пренесуваме. За жал, ние немаме луѓе со кого сето тоа да го следиме и да одиме чекор напред со случувањата. Не зборувам од типот на чекор напред со технологијата. Зборувам, ние не можеме да ги следиме за жал денеска случувањата во Македонија, затоа што немаме доволно луѓе. И ми е многу жал. Вистината не мора да биде на средина, ќе биде на лево или ќе биде на десно, сосема е тоа невижно, но со Божја промисла, со Божја мисла, јас се надевам дека ние повторно ќе застанеме цврсто, бидејќи се уште сме на истата патека од пред 80 години. Ние немаме отстапено од патеката од пред 80 години, но ќе застанеме цврсто и ќе бидеме поддржани со нови луѓе, каде што и новинарите ќе добијат, и спикерите, и техниката, сите во интерес на македонското, или предмалку кажаниот збор македонизмот. Значи, ние сме дел на државата. Ние сме, како Македонија, ние сме зборот на Македонија. Македонско радио. Ние сме заедно во редот со Македонија. Или тоа го споменав? Токму тоа. Македонија и Македонското радио. Токму тоа. Еве, јас и за музиката ќе кажам во однос на тоа што го кажа Чале. И музиката секогаш имала едукативен карактер. Сме ја негувале музиката и сме филтрирале што треба да оди, што не треба да оди. Сега тој простор што се создаде меѓу нашата возрастна граница и млади што треба да дојдат, се појавуваат нови музички трендови. Во светот треба да се следат. Јас веќе не можам да ги следам тие нови музички трендови и да филтрирам што задоволува критериуми на Македонското радио. Тоа треба млади, некој на кој што јас ќе ја пренесам, нели, ќе го пренесам своето искуство и начин како тоа, а тие тоа ќе го продолжат да го прават во континуитет. Тоа го нема. 80 години Македонско радио. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага. Еден бакне песни рои, еден поглед безброј сни. 80 години Македонско радио. Ти си песна што ке трае долго, долго после нас. Бела, бела хризантема, тажна како мој ти. 80 години Македонско радио. Само ти не си лага. Македонско радио. Радио Скопје. Техниката години наназад претходно секогаш на тие културни настани ги пренесувала во живо од Струшки вечери на поезија. Со наша техника. Нашата техника. Тамо Ландово Скопски фестивал. Скопски фестивал. Значи, сите тие културни настани вклучува и наш тон мајстор, наша техника, се комплетно. Све било наше, комплетно. Јас го знам. За жал денес тоа го немаме. Немаме луѓе, затоа го немаме. И техника и луѓе немаме кои тоа може да го направи. Имало и симбиоза се случувала меѓу тие големи музички, културни, научни и други манифестации со луѓето од Македонското радио. Значи тие го гледале потенцијалот во Македонското радио, што сега за жал никој не ги гледа. Македонско радио. Радио Скопје.
Наилустративно е она што пред малку го прашавте за иднината и стравото од вештачката интелигенција. Ако имаме предвид со која динамика се одвиваат промените во техничката сфера во македонското радио, сметам дека во наредните 200 години ние немаме потреба да се грижиме за загрозеност од вештачката интелигенција. Во ред. Јас така мислам за сето општо човечко живење, не само за македонското радио, и тука може да биде охрабрувачко во мојата мисла дека и македонското радио ќе не сме единствени. Ќе живее и ќе бидеме без. Малку би сакал да поразговарам околу влијанието и значењето на македонското радио, не само за спикерите, туку и значењето. Тргнавме натаму, меѓутоа. И цело време чинам дека и тоа го зборуваме. Дека еве една хронологија во изминатите 5 години. Македонското радио треба да едуцира од секојдневието, но македонското радио треба да укажува и на грешките. То треба да ги кажува гласот на државата, но многу пати ние без да сакаме представуваме гласи на оние кои што владеат и на оние кои што не владеат. Но тоа не значи дека сите оние кои што владеат правилно постапуваат. Во македонското радио многу пати ние сме тие кои што треба да го дадеме критичкиот тон, дали тие што не водат на вистинскиот пат. Ние како македонско радио нема да отстапиме од вистинскиот пат, а тие што се променуваат, ако отстапат, ние сме приморани да им укажеме, и ако успееме да ги промениме во тој поглед сите негативни последици кои што успева да ги направат. Или некако илустративно би го рекол, ние како македонско радио чинам дека секогаш се наоѓаме напред на истурените и чекаме да се наредат луѓето позади нас. Ние не сме од оние кои што чекаме народот да се нареди, па потоа ние само на наредените луѓе напред, само да се истопориме како македонско радио, да ја искористиме нивната енергија. Критички излегуваме секогаш напред со сиот ризик на нештата и да го ги придобиеме луѓето да застанат зад нас, и никогаш не сме се плашеле, никогаш не сме се срамеле да излеземе напред, да бидеме тие кои што треба да кажеме кој е вистинскиот пат. И тоа ме радува што е така. И така ќе биде и во иднина. Оптимизам. Добро што има оптимизам, тоа ме радува. 80 години Македонско радио. 8 децении достоинство. Што мислите, дали, колку и како се промени профилот на слушателската публика на Македонското радио, Радио Скопје низ годиниве? И како Македонското радио, Радио Скопје се прилагодува со својата програма за да одговори на потребите на современата публика? Едно време се слушаше нешто друго, денеска се бара нешто трето, меѓутоа ние стандардно одиме по својот зацртан пат. Имаме ли право? Кога учевме на факултет, Наташа, како велеа, новинарството и воопшто новинарскиот израз треба да одговара на луѓе од 7 до 77 години. И сега Македонското радио, мислам дека од секогаш ја привлекува повозрасната публика, отколку младите, не заради тоа што отсуствувале некои младински програми, некои емисии за млади, па дури музика за млади од типот транси сега што младите слушаат, туку се заинтересирале повеќе за сериозни теми. И затоа мислам дека во овие 80 години наш фокус била по старата популација, не мислам на постарата, повозрасната, меѓутоа од 40 на години па натаму. Еве и ден денеска кога имаме контактни емисии, повозрасни слушатели ни се јавуваат. Постојано имаме јавување. Тие не се јавуваат обично нели во автомобилите кај што е радиото, во секој автомобил не може да има телевизија и нешто друго да се прави, се слуша радиото. Се знае кој е, нели, во сите моменти. Меѓутоа мора и да кажеме дека младите преферираат повеќе музички радија. Би рекла, да. Тоа мора да го признаеме и дека тука не можеме ние во чекор со нив да одиме. Меѓутоа, нашиот предизвик, нашата функција е да известуваме за сите. Колку успеваме младите да ги привлечеме, тоа е дискутабилно. Меѓутоа, повозрасната популација е наша сигурна публика. Она што го зборувавме пред малку, дека Македонското радио сепак кадровската карактеристика наша условува некои содржини и начин на обраќање кои што не успеваат сосема доволно да се приближат до помладата публика, но тоа е еден дел вина во
нели кадровската неподмладеност, но од друга страна сепак нам може да ни годи фактот што при една анкета македонското радио во однос на македонскиот радиски етер котираше повисоко отколку другите државни радиостаници во соседните земји. Причината можеби ја гледам во тоа што кај нас комерцијалните радиостаници сите личат една на друга, сите преферираат одреден музички жанр, одреден музички стил и ја привлекуваат публиката која што е навикната на тој вид музика. Додека сите оние кои што сакаат да слушнат нешто повеќе, значи ние сепак претпоставуваме поедуцирана публика, публика што мора да биде подизградена за да може да посака да слушне нешто повеќе од джинглови, непријатни гласови, неартикулирано обраќање пред микрофон и така натаму. Македонското радио таа своја емисија сепак успева да ја задржи и да ја продолжи понатаму. Има една панел дискусија, ми велат зошто вие не почнете со подкасти на Македонското радио. Какво е вашето мислење? Па не, тоа воопшто не е проблем. Ние имаме емисии кои што може на подкаст да одат. Секојдневно. Така да не е тоа, мислам, и финансиски што тоа ќе се смени повеќе да не слушаат помладите со поинтересни теми да извадиме и слично нешто? Видете, можноста било која наша емисија да биде присутна на интернет е фактички подкаст. Значи, начин, кога ние би имале, ние зборуваме за една техничка опременост која што е на ниво на било која радиостаница во развиена земја од пред 50 години. Значи, воопшто не би пречело било која наша емисија да биде ставена на интернет кога би имале услови. И значи, секој што не успеал, не знам, конкретно во мојот случај, културната клучалка да ја слуша од 13 до 14 часот, истата да биде ставена на интернет и да биде достапна во друго време, ќе може да си ја проследи во терминот што не му одговара и да ги дознае тие информации. Тоа нас не недостасува. Фактички тој момент би бил нашиот подкаст. Нема потреба нашите емисии на поинаков начин. Се мислеше и во живо, на подкаст во живот, нели? Да. Мислам дека тоа е емисија во живо пренесена на интернет. Па да, само ставаш камера и тоа е многу лесно изводливо да радио да ставиш на ТВ. Колку камерата... темите што ги слушате на денешните подкасти. Малку задржете се на темите. Најверојатно си имаат своји слушатели, си имаат своји гледачи, токму тој стил, токму тој начин некому му се допаѓа, но ако зборуваме за вакви вредности, не би сакал да направам некоја споредба. Но немам ништо против, реално земено, да има таков подкаст, но каде што ќе се внимава за говорот, за пристојноста, за обраќањето. Тоа мерило со тие вредности и овие вредности кои што ние ги гаиме, не се стварно компатибилни, но немам ништо против од природата да има со таков разговор, но со едно подигнато ниво, со начинот на култивираноста, на говорот, на изразувањето, на гостите, на темите и така натаму, верувам дека тоа ќе биде исто слушано. Што би значило квалитетна програма за вас? Само простете, имајте предвид, подкастот во моменталниот начин на поимање кај нас што е подкаст, подразбира камера. Магијата на радиото е во гласот. Така е. Толку. Имаме ли квалитетна програма? Земајќи го предвид тоа дека сите сме превземале од нашите учители, начинот и нивото сме го превземале, го продолжуваме понатаму, за жал немаме се уште на млади на кого да го пренесеме, меѓутоа користиме и ресурси, користиме и од архивата материјали кои што се безвременски и кои што се непроценливи. Мислам, тоа е нашето богатство. Имаме квалитетна програма и слушатели. Да, она кое што се емитува е квалитетно, но морам да признам дека тоа е толку малку. Мал грамата. Значи не недостасуваат документарни радиски емисии, репортажи. Значи сето тоа треба ресурси, нели? Меѓутоа тоа одамна не го правиме веќе, за жал. Рецензии, критики, осврти. Тоа е дел од нашата улога како јавен сервис. И уште една болна точка во однос на негување на македонското. Оркестрите ги згасна. Тоа не смееме да го заборавиме. Значи, оркестрите го негува македонскиот звук. Крај на приказната. Мислам, единствен јавен сервис кој што нема оркестри и продукција. Нема и Скопски фестивал, а го имавме едно време. Во околината сме единствени. Единствени што немаме. Да. За жал да ви кажам, во право сте, меѓутоа може да се пофалиме дека нашите музички студија претходно биле, пошто сега немаме техника, меѓутоа обработка на студијата привлекувала многу познати југословенски групи да снимаат. Имаме докази за тоа, имаме докази. Значи, од тоа ниво што сме го имале,
на какво ниво сме спаднале Да, се. да, тоа било некогаш да. Ти си песна што ќе трае. 80 години Македонско радио. Край мене нема друг. Македонско радио. Само ти. Македонско радио. Каде се гледа Македонското радио, Радио Скопје во наредните децении според вас? Кои се новите форми и иницијативи што би можеле да го одржат радиото релевантно и во иднина? 80 години славиме, тоа е бројка за почит, но мора да продолжиме и понатаму. Нов кадар, нова технологија, нови услови за работа, одржување перманентно на сите оние нешта што значат секојдневие на радио работење, ќе обезбедат континуитет и вистински иднина на Македонското радио на нивото што го заслужува. 180 години, нели, ќе очекуваме од Македонското радио, ние нема да ги доживееме меѓутоа следните генерации сигурно. Она што би сакала да кажам, исто како на почетокот, ние сме врсници со македонската држава. Опасност за губење, за исчезнување на Македонското радио нема, бидејќи јас и не знам за случај во светот државно радио да исчезнало. Се додека постои државата, ќе постои Македонското радио. Дали во ваков облик, Жане? Јас се надевам дека ова ќе го слушат некои од раководните структури на државата и дека својски ќе помогнат, како наш пандан, како наши сочинители, да помогнат Македонското радио да се врати, значи сето тоа што го немаме, треба да го добиеме, а бидејќи приоритет е дигитализацијата, значи, нека почне од Македонското радио, нека продолжи потоа и со сите други институции, нека ни помогнат во сите сегменти кои што ни се потребни, не ни треба многу, ни треба малку, меѓутоа тоа малку да го добиеме навремено, ќе не направи повторно достојни, да ни се врати достоинството, во истинската смисла на самиот збор. Мислам, што да се каже, се тече, се менува и радиото мора да се менува, тоа ќе опстои, дека ќе опстои не е спорно тоа. Поголема интерактивност треба да има со публиката. Значи треба да ги поприма новите модерни форми за да може да се промовира себе си на едно друго ниво, нели? Да влеземе во тој нов дигитален свет како што треба да влеземе. Да се надеваме. Часлав? Амблемот на државата Македонското радио, белегот на државата, ние внатре како вработени, како работници сме тој вес, спикерот, новинарите, тој вес мора да продолжи, мора да се зголемува, тоа ткаење мора да продолжи во името токму на македонската шара, токму на македонскиот збор, да на македонската слика. Па да, тоа е бескрајно ткаење. Оној кој што знае како изгледа разбојот, знае дека ткаењето е бескрајно. Само човекот може да го прекинува или пак да го обновува. Токму таа причина, таа македонска шара, тој македонски вес, каде што ние сме учесници во сето тоа, дава надеж само поради нашите желби, морам да речем, а и поради нешто што е непишано правило, дека постоењето на едно автоматски го создава постоењето на другото, а тоа е македонската држава, го создава постоењето на Македонското радио. И тие две работи се како врзани садови и невозможно да не постои. Но само може да има разлика дали ќе имаме ние квалитетно радио, радио со програми кои што ќе ги покрие сите општествени случувања, дали од образованието, од медицината, од секое живење на нашиот човек. Кога тоа ќе го постигнеме, тогаш верувам дека и сите наши слушатели ќе ни аплаудираат и ќе не поздравуваат. 80 години со вас. Среќен роден ден, Македонско радио. Добри повели? Значи, во моментот кога државата ќе ни помогне, значи ние да се дигитализираме, во тој момент ние ќе привлечеме и млади кадри од инженерскиот и од техничкиот кадар кои ќе сакат да дојдат во радиото. Ќе бидеме интересни, пошто ќе имаме современа технологија која е актуелна во овој момент. Секој што ќе сака да се надогради, ќе сака да живее со таа технологија. Ако го неаме тој начин на, да речеме, од државата интерес за да не дигитализира и да одиме напред, нормално дека кадарот старе, нема да бидеме интересни за младата генерација која сака да дојде, која сака нови технологии и на тој начин ќе стагнираме.
ако влеземе со нови технологии, најверојатно ќе бидеме поинтересни за младите да дојдат тука да живеат со новите технологии и да работат. Ти благодарам. Тони, за крај? Честит јубилеј нам и на нашите слушатели, со надеж дека и понатаму ќе успееме да ја оправдаме нивната доверба и да го задржиме незиното внимание. Бидете благословени сите и Македонското радио нека биде благословено, што се однесе до мене би рекол и Македонија да е благословена. Јас знам да речам Македонија вечна. Ви благодарам за учеството во денешната панел дискусија. Да подсетам почитувани, со мене во студиото беа Снежана Димовска од информативната програма, Тони Цифровски од културната програма, Часлав Митрички спикер во Македонското радио, Добри Крстевски техника во Македонско радио и Билјана Николовска музичка програма. Останете во добро. Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. 80 години со вас. Македонско радио.